и добродојдовте на нова епизода на подкаст на Биди свој. Ова епизода ќе биде во рамки на серијалот Во светот на жената. Знаете дека и претходно снимаме епизоди во светот на жената, подкасти каде сакаме да дадеме повеќе внимание, да дадеме можност на жени, успешни жени во нашата околина, во нашето општество, па и во регионот, жени кои создаваат, жени кои оставаат белег во општеството и мислам дека се вредни да им се даде простор во медиумите, да се слушне, но и да бидат мотивација за оние жени кои се уште немаат храброст, немаат како да кажам, не можат да се одлучат да направат некој прв чекор како да започнат собствен бизнис. Затоа денес гости ми се две успешни жени, пак ќе кажам. Едната Елена Зетова. Добре дојде во мојот подкаст. Благодарам на поканата. Елена, 19 години, менаџер за продажба во Avon. Да. И мислам тоа е многу долг период. Да, долг период, добра бројка на менаџирање. Да. Сигурно имаш многу искуство и ќе ни споделиш многу убави работи. И од неодамна започнавте партнерски бизнис во Laundry House. Да. Тоа е исто така едно иновативно, да кажам, за Струмица. Па реално и за решение, така. Малку пошироко, да. Да. Проектот што го почнавме допрва е скроз нов концепт на лаундри, кој што го нема никаде во околу нашите земји. Голема помош за сите домаќинки, да кажем. Реално голема потреба за секого. Не само за домаќинките, туку и за домаќините. Така, да не се ограничуваме. Да. Мажи и жени, сите имаме еднакви права, сите треба да се грижиме за фамилијата и за семејството. Втората гостинка Ефи Вегова од Гевгелија. Добре дојде. Те почекавме малце, ама мислам дека вреди се тоа чекање и ќе се разговараме убаво. Собственик на Soapery, така? Природна козметика. Природна козметика. Мислам дека и твоето е нешто иновативно, што до сега не знам дали се произведува такво нешто кај нас во регионот. Во регионот за сега не сум запознаена. Додуша од короната излегува многу профили. Јас уште од пред короната имав отворено Инстаграм профил и исто и размислував на овој чекор веќе за малце поголем од Инстаграм профил, а моментално во регионот не сум сретнала и интересно е дека знаат да кажат дојдов стрикно од Неготино за да си купам нешто што сум видел, нели, или специјално и на поминување или од Струмица имам исто многу клиенти што докажува дека твојата идеја е развиена и е успешна идеја. Уште на самиот почеток сакам да ве прашам, спомнав и во најавата, сакаме да им дадеме медиумски простор на сите оние жени кои се успешни, кои се исполнети и предонесуваат. Дали вие се чувствувате исполнета како жена, како човек во општеството? Да. Во моментот и со новиот бизнес, значи се осеќам така како комплетна. Дека едниот бизнес ми е комплетно онлайн, а другиот ми е моментот што ми недостигаше за социјални контакти, дополнително контактите со луѓе. Така. Директни. Срекна си со работата која ја работиш во моментот? Да. Има тежина таа? Секоја работа си има тежина. Ама ако те исполнува работата, значи тежината е минимална, да кажам. Минимално нешто. Тоа се заборува на крајот од денот, кога ќе видиш срекни клиенти. Ако не го осеќаш теретот кога одиш на работа, тоа не е тежина. Тоа е убавината. Да. Дали Ефи се чувствува исполнета? Да. Говорив пред неја. Да. Силно, среќно, да. Искрено, ова што јас го правам веќе добри 5 до 6 години, не знам некој што би го правила кој е без љубов и ако е без мотивација или креативност, тоа е најважно. Во оваа работа мора најпрво да си ја сакаш, а второ, нормално кога ја сакаш, си среќен. Да, претпоставам дека во секоја работа е така, не може да се работи нешто без љубов и без ајде да кажем емоции во таа работа, да си ја сакаш вистински и мислам дека тоа е најбитниот
клуч за да се успее во било која работа. Се согласувате. Предизвици сите имаме, но со фактот дека сте успешни во својата работа, што спомна и клиенти доаѓаат од нели од другите градови, покажува дека сте успеале во вашата идеја. И сега кажете ми како започна, од каде идејата, ајде прво ти Ефи, од каде идејата да се занимаваш со тоа? Знам дека и по професија си, нели? Да, јас тоа? имам завршено факултет овде во Скопје, стручен заден техничар. Исто е креативна работа која што исто внесов многу исто желба за да научам, да завршам, да работам. Огромна желба беше исто и на моите, нели, супер што се одлучи за факултетот, има многу просперитет во таа работа, има многу голема побарувачка во Гевгелија, поготово, нели, ние сме дентал град. Да. И За жал за соседните, за соседната држава повеќе, нели? па да, клиентелата ни е 70% Грција. Може да се каже, тоа тука не е ништо тајно, мислам. Па да, корона кога беше, кога се затвори се и задните ординации. Добро, се збогатува и нивото на животот се подигнува во Гевгелија. Да. Имате пари. Очигледно ни Лас Вегас. Да. Па казина и дентал, овие што се, нели, ординации забни најмногу работат. Ако не се грцате, ќе биде многу тешко. Бизнис во моментот е Соупери што го отвори? Последователно беше тоа. Веќе 3 години, нели, работев во забна техника, но при работењето и пред факултетот и после факултетот се соочував со многу проблеми на лицето, кожата, со акни, со проблематични флеки, и последователно по тоа бев премногу заинтересирана да најдам нешто што би ми одговарало. Сум посетувала многу дерматолози, нели, исто и од каде е проблемот, како да го најдам решението. На 17 години девојче најмногу мислиме дека, нели, губиме самодоверба на тоа како изгледаме. Исто и моите се загрижија сега дека јас секој ден со моје станување бев на огледало. Цело време се гледам. Самодоверба така е. И по производи и користење и сето тоа, и не значи дека и производите, нели, многу смени и мојот начин на живот, исхрана, вежбање, али производите се во клучен избор тука, да знаеме, нели, што купуваме. Мене тоа ми беше многу важно, да знам што ми препорачуваат, што ми даваат, какви се тие активни супстанции, дека јас од 17 години почнав да користам фактор за лице, кој што до ден денес не знаат зошто го користат или треба, и активни супстанции во серуми или азелаична киселина кои што не знаат девојчиња зошто би требале да ја користат и зошто ја имаме на пазарот воопшто, зошто се произведува. Јас на 17 години бев соочена со тоа и морав да го знам веќе, и сакав, и морав да го знам што ставам на мојата кожа. И последователно по тоа веќе теркот и желба и истражување, испитување. И си реков, по факултетот јас сум заинтересирана да се запишам на хемиски факултет во Белград. Беше како одсек специјално, како виша школа за технолог за козметика и сапуни. И под завршувањето бев како, каде да најдам сега работа, морам самостално да го правам ова. А за да имам самостална продавница, јас морам да заработам од некаде, и така се вработив во техника најпрво. И во меѓувреме цела плата јас ја давав за материјали. Бев пресреќна, значи мојата плата најпрво беше за облека. Така, нели, ние се радуваме. По тоа инвестираше. По тоа јас почнав да инвестирам во материјали и изработка на козметика, што ќе биде лично прва за мене, за мојата фамилија, моите пријатели да ја пробуваат, а најголема желба ми произлезе, бев на одмор случајно 2016 летото во Грција, и тие се исто познати по изработка на сапуни со маслиново масло, знаете, така. Кога влегов во продавницата, не беа сапуни, беа сладки. Мене тоа најмногу ме импресионираше, да знам како е дојдено до тој степен на форма да се изработи, како со шлак, со сите детали.
Така. И од таму цела желба веќе почна најголемо истражување и најпрво почнав со сапоните. Да, имаше ли поддршка од околината, од жените кои се во твоја, не знам, блиска околина, пријателки, роднини? Па Те да, поддржувале? интересно им беше и на нив што почнав да правам, ама не веруваа. Не. Дали тоа те мотивираше повеќе таа недоверба? Не Или допираше до повеќе- мене. Да. Јас бев премотивирана со тоа што го правам, не знам, мене секој исход од пример од дека аутпут нели ставаш состојки Така. за да го изработиш сапунот, кога ќе излезеше јас бев пресрекна дека имам нешто направено свое. Тоа е исто како торти, колачи што се воодушевуваат жени што прават, нели, и ме среќни се тоа што Моментот го дека се прават. чувствуваш исполната дека создаваш Исто, нешто. да, дека создаваш нешто. Елена, каква е твојата приказна? Јас се сеќавам уште, нели, еве, како спомна, пред 19 години беше можеби единствена, да знаевме дека започна да работиш со Avon. Значи малку колешки бевме, многу малку почнавме на почетокот. Мојата приказна е поразлична од кај Ефи. Но Значи сепак ја има упорност и кај тебе, знам. Да, значи мојата прва цел беше не заработка, туку беше социјални контакти. И јас како дојдена од Радовиш во Струмица, па и со мало дете, дека многу брзо после бракот го родив Љупче, ми фалеше моментот на ова дружење, на социјален контакт, дека мажот ми си е со приватен бизнис и тој беше по цел ден на работа. И јас, од кај што никој не знаеш тука, па и кај ќе идеш со дете, знаеш, ќе вртнеш некој круг во парк и пак ќе се вратиш. Да. И појдовна точка беше нешто да почнам да работам, а нели нормално, нема кој да ти го чува и мора да бараш некоја флексибилност. Avon го знаев уште од Германија, Австралија ни праќаа некои производи и тој беше периодот кога почна студенти од Бугарија да носат интензивно Avon производите, кога на македонскиот пазар го немаше. Не беше внесен на пазарот. Ја најдов канцеларијата беше на старата чаршија тука. Отидов сама, се регистрирав. Многу процедури имаше тогаш. Значи, не баре кредит земаш сега. Сега кредит даваат полесно. Полесно, да. И тоа ми беше некој ентузијазам да јас имам причина секој ден да испаднам од дома, да се запознам со нови луѓе, нови колешки и многу брзо, значи јас почнав како представник и за немаше година време, од кога веќе влегов ептен во работава, немаше година, за некои 4-5 месеци ми се понуди опција да работам како менаџер. Тоа исто така беше многу комплицирано, за разлика од после сега 19 години. Но сепак со оглед на твоите способности е понудена таа позиција менаџер. Да, тогаш не можеше секој да биде менаџер. Значи буквално бевме одбрани. Значи имав колешка од Гевгелија, после ќе си зборниме, колешка од Богданци, како знаеш како од секој град имаше по еден двајца кај што му се даваше можност. Како го прифати тој предизвик? Владееше ли некој страв во тебе? Не, туку многу енергично влегов. Значи, како бев сигурна дека ќе успеам. Значи, во тој период, како табу тема беше ова, знаеш, како, чеке бе, ти, како ќе продаваш со торби, производи, знаеш, како, воопшто не беше... Со понижување, да се понижување се гледаше на работата и покрај тоа што мене работата не ми беше само да ги препорачувам производите, туку мојата главна работа беше јас да обучувам луѓе, како тие да знаат да ги препорачуваат производите. Значи, ние минувавме од компанијата комплетни менаџерски обуки. Значи, не само за производот, за структурата на производот, за тип на кожа или било што, комплетно. Значи, буквално комплетно, да можеш од секоја страна да одговориш на представникот од другата страна. Брзо успеав, многу брзо успеав таму, ми беше интересно, ми беше динамично, брзо напредував, за да после некои 3 години имав опција да ја добијам позицијата за зонален менаџер за продажба. Тоа беше за мене... Што значи тоа зонален менаџер? Зонален менаџер да бидам одговорна на територија Јужна и Источна Македонија. Преголем предизвик беше, затоа што имав бебе од 10 месеци дома, второ дете и немаше на кој да го оставам. Ама некако со мажот ми заедно се сложивме дека ќе најдеме начин, нели, по секоја цена ќе најдеме дури и жена да го чува и така беше уствари. Го прифатив предизвикот и добри 16 години се возев на позицијата зонален менаџер за продажба во Avon. И тогаш веќе одговорноста беше многу голема. Тогаш веќе бев секој ден некаде на терен на пат.
овде има во канцеларија други луѓе, тим што се работеа одговорно. Тогаш веќе се бркаше резултати, се бркаше планови, се бркаше активни, предизвици. Расте позицијата, растат предизвиците, растат но и желбата за поголем успех да, и поголемо достигнување. Точно, да. Но убаво спомна, тука е и усогласувањето со фамилијата, со сопругот. Се најде Старам начин. правност, дека начин, ако се сака може да се успее. Нека биде апел тоа до сите жени, дека не треба да се бара оправдање од семејството и децата и обврските, дека не може да се успее. Да, дека аво, например, 99,9% жени. Така што мислам дека многу лесно можам да се износам со моментот дека ништо не е предизвик, ако ти самиот сакаш да ги смениш работите. Да. И тоа мислам дека беше пресудно после ковидот, работата кај нас се префарли 100% онлайн. Значи, моментот на секој ден во канцеларија, денес во Штип, утре во Гевгелија, во Велес, во Скопје, почна да ми недостига. Знаеш, тој социјален живот и контакт ностоп пред компјутер, некако почна веќе да ме гуши, ме гуши, ми фали. Не ми е комплетна работата. Да. Ефи, спомна и ти за ковидот, дека имаш нели неофицијално во разговорот дека првите потешкоти се јавиле за време на ковидот исто. Да. Кој беше најголемиот предизвик? Тешко достиг до материјали. Бидејќи ние од материјали, мислам, јас што изработувам и целата колекција што имам од производи, материјалите ги набавувам од страна. Европа. Најмногу може да се најде, да кажеме, во Србија. И претежно беше тешко, бидејќи затворени граници. Исто и од Грција нешто може да се најде, ама никако па не можеш ни да си земеш од пошта или да стигне до тука, никако сега ми стига. И како се справи? Имаше ли момент кога знаеше да си кажеш, добро, ајде, нема да успеам, не. бизнисот? Не. Воопште не. Не сум таков човек за да можам тоа да го кажам. Заради тоа што ова што го почнав беше дополнителна мотивација од мојот сопруг, навистина. Како ветер у леđа, нели, како што викат. Да. И веќе кога, најчесто, секогаш што јас се велам, кога се фаќаш за орото, играј го до крај. Да, никогаш не се пушкам, не. Дали тоа е формула за успехот? Упорноста? Па да, упорноста на една личност и многу креативност. Значи, размислување, јас во тој момент мислев кој да најдам, кој вози камион, како може да ми ги донесе, дали може да ми ги земе. Рестрикции имаше, многу строго беше, никако да ми стигнат, кој оди за Србија, како да се снајдам за да дојдам до материјали. На моментот дури на човекот што ми се јави, зашто мора да работиш сега? А нова година корпоративни подароци. Да, мислам, корпоративни подароци, ми пишуваат профили и јас паника ме фаќа, како да стигнем до тие материјали и барам и На кај успеам? Да. Секој е чест. Као, зошто, што ќе ти е сега работа, корона е, седи си дома и така, знаеш, бев принудена да седам од техниката. Такви коментари да ве повратат од некоја идеја? Не. Знаете ли? Посебно машко, ако ти каже, седи си дома, ајде шо работи таму. Оште повеќе инатјам. Мене цел животот и работата научила дека јас сум на позицијата кај што треба да најдам решение. Да, баш така е. Тука и исто и јас се соочувам кога идат кај мене клиенти во дуќан, сите идат со проблем, не идат со, мислам, не со болница, ама сепак идат со некој нивен проблем што сакат да го решат, макар тој да е подарок, и тоа е проблем што сакат да го решат, да им спакуваш подарок за нова година, да им го решиш проблемот, да изгледа убаво, да подарат нешто што стварно ќе вреде. И таа има проблем, кога ќе однесат сега во моментот некоја монтка за прелеми, па дали ќе биде успешно или не. Мислам, тоа се ситни, но предизвици се, така? Да. И тоа е проблем. Замисли да се уништи тоа и како после ќе комуницирате со клиентите. Сте имале некоја таква незгодна ситуација со клиент, па знае тој да биде по некоја случајност маж и да знае да се истори на вас дека вие сте жена, дека не разбирате
Што барате таму? Има такви случаеви? Ние сме многу скоро, со новиот бизнис сме многу скоро на пазарот, Да. допрева сме 5 недели отворени, така да толку многу сме внимателни. Толку многу што знаеме да стоиме пред машината додека да се заврши процедурата на перење или сушење, да ги контролираме неколку пати. Така што за сега, фала му на Господ, такво нешто немаме. Да, на самите почетоци се имали случајно, еве, имате план да одите на, не знам, состанок, деловна средба. Има ли ситуации каде се немале доверба во вас клиентите? Или со работникот? Па не сум осетила, ама мислам дека тоа е веќе до нас говор на телото, како ние ќе го представиме нели целосно брендот. И мислам дека тоа повеќе се тренира на некој начин, како да си имаме дополнително нели верба во тоа што го правам. Јас имам 100% верба за било што е да се случи. Најпрво ми се тестирани производите во јавно здравје, а второ веќе јас знам што правам. Е дошло до момент да во берберница, бидејќи носам масла и за брада и за коса, од Гевгелија се знаеме и сега као нели јас сум преминала од забен техничар во технолог за козметика и сум почнала сама и само еден коментар, знаеш, како газата ми ја кажа, ги продава маслата, мислам ги нуди, задоволни се и повторно си купуваат, но еден до двајца може да се најде да каже што разберете, Да. Да, ви има кажано. Тоа? Ништо се насмеав само и викам. И си продолжи. Да. Девојката од 17 години со бубулици на лице, која немаше самодоверба, до сега, како успеа таа трансформација да направиш да бидеш жена самоуверена како што си сега? Долг пат. Да. За сите оние млади кои не гледаат, сакам да им дадеме и корисни совети за таа тема. Што треба? Што треба една жена за да постигне од оваа скала до ова да дојде? Па никој пат да не подпагиш под туѓи влијанија. Ето на мене ми кажале така, нели. Никој пат, мислам, не го помислих тоа втор пат, да дома да одам да го размислевам што разбере. Туку сепак продолжих многу посилно да се покажувам во општеството и многу поголем, как да кажам, чекор напред да си давам сама на себе и да се охрабравам секој ден. Да, имам предизвици и да работиме на себе. И да работиме на себе, убаво кажа. И обуки, и предавања, и менторирања, како што ги спомна, тоа е битен сегмент. Исто и за нас двете, во цел тој бизнис и круг не е само изработката. Тука веќе имаме менаџирање, совработени ако ги имаме, менаџментство, логистика, транспорт, се треба да внимаваме, дополнително на маркетинг и најкрајно веќе, нели, се што ќе се собере за да се даде на клиентот од нас најдобра услуга, тоа сакаат, нели, насмевка на крајот денот за сами себе, па и за нив, за да си биеме со убава позитивна енергија за нас, па и за нив. Ако веруваме самите во себе и ако се цениме и другите ќе не сакаат. Елена, имаш ли ситуации каде сте, не знам, се соочила со некој неуспех? Нормално. И што? И што се случи тогаш? Јас неуспесите ги гледам како лекција во животот, искрено ти кажам. Значи, ако од ова што не сум успеала, што можело да направам поразлично за следниот пат да го сменам тоа и да го достигнам крајниот резултат, сум ги менувала работите. Дори на самиот почеток ти спомнав дека и однесувањето на нас како луѓе е многу сменето. Година за година се менува. После ковидот драстично се менуваат однесувањата на луѓето. Ако едно нешто сега давало резултат, за 6 месеци нема да го даде истиот резултат. Така што мораш сам да го трасираш патот, да го најдеш патот за да успееш. Да, ако ти го добиеш планот дека тоа е твојот план што треба да го направиш како продажба, ти треба да ги најдеш ресурсите како ќе го направиш планот, како ќе ја достигнеш таа продажба. Така што не ги гледам неуспесите како болка за умирање. Тука едноставно лекции за како следниот пат нешто да промениш и тој неуспех да биде успех. Но не е страшно да се има неуспех. Ако нема неуспех, ти никогаш не можеш да се ставиш во корпа со успешни луѓе. Не постои човек кој што цел живот има само успеси. Не знам дали постои таков човек. Да. Нема од што да учиш ако ти нон-стоп имаш успех во животот. Ако никогаш не пробаш и ако се плашиш да пробаш, значи никогаш не можеш да успееш. Да.
Да. Се плашите ли од носење одлуки? Знам дека многу често знаат да кажат жените се исполнителни, ако сакаш да биде завршена работата, дај го на жена, ќе го заврши. Но кога станува збор за менаџирањето, за одлуки, знаат да кажат дека жената се плаши од носење на одлуки. Го побиеме тој факт? И јас дефинитивно би го побила. Дефинитивно. Сите ние сме си одговорни самите за себе. Ако ги оставиме работите некој друг да ни ги одлучува, ќе седеме таму каде што сме или ќе бараме работа со работно време од толку до толку за толкова плата и никогаш нема да направиме никаков прогрес ниту за нам, ниту за семејството, ниту за општеството. Одлуката која што за една работа која што ти ја сакаш, од дното на душата. Значи, мислам дека не треба да постои ништо да те спречи во Не животот. постои пречка да се успее во тоа. Не постои, знаеш како го кажуваат тоа, ако го посакуваш нештото од срце, значи го замислиш дека уствари да, ти тоа веќе си го реализирал и го осетиш моментот како ти се чувствуваш како реализирано, ако си направиш ти една комплетна слика, тогаш цел универзум ќе се створи за тоа да ти го исполни. Значи пречки сме си само ние, никој друг не ни е пречка за ништо во животот. Да, таа стигма се уште што владе, нели? За жал, морам да кажам, секоја Вистина е. чест на жените кои се успешни и се трудат и работат, но се уште имаме и жени кои сметаат дека жената не треба Не да... дека не е било тешко и не е имало плачки и да кажам дека сакам да се откажам, ама никогаш не сум се откажала. Каква беше? Вистина? Да, поддршка од заедницата. Имате ли, чувствувате ли дека имате поддршка од жените во нашата заедница? Па да, кај мене се 90% жени. Јас слава не можам да кажам не 99,9. Да, Просто жени. во смисла кога разговарате, не знам, или да кажат, нели секоја чест за тебе, успешна си, пример си ни во општеството, сакаме и ние да пробаме. Дали сте се почувствувале некогаш како пример за некој, па да оди по вашите стапки? Тоа да, јас во Авон мораше да бидам јас тој рол модел, дека јас ги минувам сите процеси од почеток и покрај тоа што сум била менаџер на 2000 луѓе, јас ги правев сите процеси како еден нов представник што треба да ги направи. И тоа е за мене вистински рол модел пред било кого за да ти го продадам бизнисот. Ако јас бидам само менаџер, јас тебе не можам да ти го продадам бизнисот. Да. Јас не ги знам стапките како се стига до менаџер. И тоа е разликата. Најмногу од луѓето сакаат да жнеат плодови од самиот старт на било каков бизнис. Дали некаде работат, сакаат унапредување од сам почеток, 3 месеци е на работа, чека да биде унапреден со некоја на висока позиција. Да. Дали има собствен бизнис, сака да жнее плод и пари за првите 3 месеци. Не знам колку се тие бизниси што имаат плюс на салдото, на сметката. Да, во првите 6 месеци да се Не во првите 6 месеци, најчесто во првите 2 години. И ве како што каже Ефи, се радував едната плата што ја земав да ја давам за материјали. Истото и јас го работам сега со новиот бизнис, да, од хоби бизнис, ова се претвори во многу скапа инвестиција, дека се донесени најновата генерација на машини, што ги нема никаде на Балканот. Спиеше ли Елена кога се направи инвестиција за овој бизнис? Дали спиеше таа вечер, ме интересира? Не ме бев среќна, банката ме поддржа. Кога државата не поддржа. Аха, имаше и тука сопки, ајде да кажам. Имаше сопки, да, имаше сопки, ама тоа не беше пресудно да се откажеме. Влеговме со идеја дека ова е потреба, дека ова ќе ни биде добро хоби бизнис и мене и другарката, дека е партнерски бизнис. Таа си има собствен бизнис, јас имам работа. На крајот испадна дека... Сте спремни да го поддржувате новиот бизнис? Да. На крајот испадна дека во моментот ние многу сме дадени на новиот бизнис. И како беше? Заработките од таму одат на новиот бизнис. Но тоа се искалкулирано, испланирано. Да. И пресрекни сме, морам да кажам, дека дојдовме на многу добар одзив во моментот. И покрај тоа што сме само 5 недели на на терен со луѓе. Да. Ефи, го следам твојот социјален профилот на Инстаграм, на Фејсбук, те следам изминативе денови за да малце нели изгуглам, како да кажем, за да видам што се случува. Гледам дека имаш многу следачи, многу интерес, многу задоволни клиенти. На што се должи сето тоа? Дали на твојата посветеност само на работењето,
тим имаш позади тебе кој стои и го работи тоа? Не се уште. Сама си се уште? Да, тоа Како ми е се справуваш најголемиот со сите предизвик. тие, пак ќе кажем, тоа е предизвик, Да, сериозно. тоа е најголем, Како се мислам, справува? Имаш до стрес сега. тука, имаш комуникација со клиенти, сопруга си, нели, фамилија се. Како се справуваш со се? Искрено, потешко ми е сега отколку во короната, заради тоа што последната година имам многу повеќе нарачки, многу позголемен капацитет на работа. И сега после нова година најчесто разговорите со сопругот се што по нова година, дали дуќе на друго место, па поголема лабораторија, дали вработен. Мене ми е најголем страф на некој начин, еден единствен ми е, дали тој вработен ќе сака истата работа како и јас. Најчесто на клиентите им викам, дај Боже да можам се поделам на 3 дела исти како мене, за да може да стигнам секаде. Ама тоа Многу не е може тешко. да се планирате. Тоа не може да се Решение планира. за тоа? Да, и Решение? па истражувам, правам како прашалници цело време за интервјуа, разговарам со мој многу Има добар... ли млади жени заинтересирани да ти Па, бидат често соработници гледам- или не мора да работи кај тебе, едноставно да ти биде соработник? Ме интересира младите како размислуваат. Неофицијално со Елена разговаравме дека младите се многу размислуваат предприемачки во последните неколку години, што е добро, што е на поздрав, но дали го реализираат сето тоа или само се на збор? Мислам дека многу млади веќе има што реализираат своји цели и соништа, дури од средношколски денови влегуваат мислам ги реализираат своите бизнис идеи. Дали работат како онлайн, дали веќе компанија се излегуваат основаат, од комфортната зона кај Да. што имат сигурна плата, исто и јас излегував од Тоа ми беше Тоа зборевме на Да. почетокот на подкастот дека има прогрес, во општеството има прогрес, со тоа што ако се вратам назад, јас сум некоја средна генерација во моментот. Кај моите родители во тие генерации такво нешто било научна фантастика. Жена да биде во Жена да бизнисот биде и во бизнис, предприемач, таа да биде основач на бизнисот. Дури и па да била ќе биде у позадина. изплашена као сапунарка тоа ќе е- бидеш? Да, да. Тоа ќе го- Има ли Нема па- да бидам, не со стеки. Полека. Што и кажа на Зашо? мајка? Што и кажа? Сапунарка. Корона ме спаси. Сапунарка, тие се за жал се уште Да, заглавени во стереотипи на тоа некој начин. патриархално воспитување дека жената е за За дома. дома. Но јас мислам дека генерациите како што поминуваат, имаме го сменето мајндсетот и на нас, нели, и на Да, младите. значи кај младите веќе, еве јас керка имам, знаеш, 18 години е керка На ми. иста мака сме. Да. Мислам дека е сега кога збориме и за студии и друго трето, таа знае што не сака. Не сака да биде затворена, да работи едно исто нешто 8 сати. Многу е често. Значи кај младите генерација е тоа излегување од комфортната зона. Значи, еве, гледаме, ги следиме порталите, ги следиме социјалните мрежи. Многу млади знаат, еве, да си направат некој бизнис со органска козметика, да си направат некој бизнис со гардероба. Да, Значи, буквално, гледаат добри практики. Да. Сепак социјалните мрежи се и имаат и добра страна. Точно, нели? точно, да. Гледаат од интернет, од социјалните мрежи што се случува и знаат и да пробаат. свеќички, сапунчиња, декорации. Значи, буквално влегуваат во нешто што за нив е ново, непознато, ама сепак тие се уште во возраст кога многу малку од луѓето размислуваат да бидат предприемачи. Но Тука е малку попредпазливо треба со козметиката. Јас Тоа бев точно, на предавав како обука дел во знам дека беше и во Сенџио. Струмица тука. Да, во Струмица. Имаше ли интерес од младите? Леле, Што те многу. прашуваат? Дали како да се започне со бизнис или те прашуваат само за препарати? Не, стрикно беше за изработка на сапун по ладен процес првиот ден, а вториот беше по сапун глицерински. И првиот ден имаше прашање од повозрасни луѓе, од кои што единиот си беше професор, и баш тој момент сакам да го спомнам дека козметиката, пратете што се нуди на пазарот, мора да биде тестирана, мора да биде испитана и сите состојки како декларација да се изнесени, бидејќи човекот се нашол на пат
да купи и да има проблем. Така. Значи, тој дел мора да го знаеме дека сепак треба да гледаме што и од каде купуваме, дали е сигурен извор, дали е испитано се и така. И истото ме праша и сега јас имам одговор на едно прашање, 3 одговори можам да дадам. Дали е добро исушен сапунот, какви масла се користеле, колку сода е користено, колку дополнителна масленост е користена. Не знам во што е нели моментот за да му го одговорам прашањето, но сватив дека многу излегува, многу профили излегува за изработка на сапуни и сега моментот е дали само пробуваат, сликаат или се сериозни во тој дел или само дали или се за бизнес, спремни, за продажба или име за да помогнат на некој. Јас знам при дешавка, ето со мои пријателки, другарки, лошо лицето. Јас ќе ти го дадам од мене. Не ми е за пари да ми го купиш, сакам да помогнам. Значи, моја другарка со лице, ја гледам и добро, викам, утре ќе ти средам. Значи, ти рутина, имаш ето мисија, ти да. од мене, да. Ти се молам, Ти имаш користи. мисија и да помагаш на луѓето, Да. тука си Не ми е за и помагаш, тенда. но од друга страна си жена во бизнис, успешна, која заработува пари. Да, сепак од тоа ми е примитив, мислам, живеам И од тоа. сте независни. Од колку години заработувате пари? 23. Од 23? Добро, 18 беше како, нели, summer job. Од 18 години. Значи, независна си од 18 години. Да. Летно. Јас конкретно не би можела да замислам да бидам зависна од сопругот, нели, за денар или два. Како се чувствувате вие на таа тема? Јас искрено работам од средно, значи дури возачката дозвола сум си ја сработила сама во текот на летниот период за да си платам да полагам на 18 години. Цел живот сум наоѓала некој начин, сум работела и Орифлем и други директни продажби, за секогаш да имам некој џепарац плюс во мене, да не зависам од родителите, од што сепак сум дете на 3-члено семејство каде што само татко ми работел и не сме имале некои услови како што сега ги имат денешниве деца. Да не бидеме скратени од ништо, мислам. Во друго време имам живеено дефинитивно. Така што Но и сега еве како ние, како жени, како сопруги, колку е битно таа независност? Многу е битно. Колку тоа донесува до самодовербата? Како се чувствувате Знаеш во тој како поглед? ќе го кажам, не само до самодовербата, значи тоа е потпора и на сопругот, само многу малку и од другата страна ја гледаат работата како комплетна слика. Да, свесто да биде малцика и машката популација. Точно, значи тоа е заеднички проекти. Да, ти имаш твој бизнис, јас имам мој бизнис. Да, ако ми требаш, да, овде сме да си помагаме еден на друг. Консултација. Така е. Имав момент на две патишта, дали да по короната да отворам техника со тие средства и дополнително да земам кредит или лабораторија. И имав 3 мои колешки што се многу успешни во тој дел, бидејќи се многу постручни. И као двете беа во комфортна зона, добро ми е се земам плата, третата беше жената е за дома да си огледа фамилијата и децата. Што им одговори на тоа? И јас Како да ги сузбиеме тие сваќања? Како не знам. Има многу пати пробано да до тој степен да допрам. Да, не се секире, значи исто ќе биде. Пак работиме 8 часа, туку поголемиот дел е за нас, немаме притисок, немаме толку голем терет, нема никој да ти стои на глава, нели да ти врши дополнителна нервоза, си ја знаеш работата дека си е своја, си знаеш дека си поголем човек. За мене си поголем човек, едноставно. Многу подруго е и поголеми видици ќе се отворат кога ти сам нешто ќе носиш, нели, да го водиш, отколку тука во овој круг да сум секој ден, работевме година и пол, 12 часа, знаеше да се случи, бидејќи техниката е прилично напорна таква работа, напорна, во една просторија си, знаеш. Да, дојдат пациенти, во било кој период ги примавме, дека се од Грција патуваат, од Крит дури доаѓа. И знаеше да се случи да си одам дома да ми се јава да одам. Така. тука знам зошто одам. Дека мој твое продукт, дете. моје, се баш ми е дете до Баш твое сега. дете, да. Тоа е разликата и Да, тоа е чувството да, што е да, многу да, различно. да.
Секој што има дете може да го долови моментот со собствена идеја и бизнис, кој што ја претворил во бизнис, го сакаш како свое дете, дека тоа е твое. Се грижиш Баш за така. него. Да. Тоа е една паралела што можам да ја дадам. Да. Значи за секој што го нема осетено тоа, дека што има да направи собствен бизнис. До ден денес на мајка ми велам, значи исто како да гледаш некој, не исто, а исто. Исто е, да. Исто. Да, Викам ми до го тука споредила, негде ете. тежината, што е да се случи, јас сум преодговорна за нештото. Да, а како би ја дефинирале една успешна жена? Како ја гледате? Ми каже интересен одговор. ти кажав јас. Една успешна жена. Што е за вас успешна жена? Многу често морам малце и критички настроено да зборувам. Знаат дека исполнета жена, еве имам фамилија, имам деца, јас сум исполнета успешна жена. Но види, тоа е дискутабилно, е, нели? Да, тоа е биолошки процес. Жената треба да се ја оформи семејство, да има деца, се. Но успешноста на една личност е нешто сосема друго, нели? Да, да бидеш комплетна личност. Да бидеш комплетна. Да потпреш и во семејството, да се го гледаш, да се грижиш за семејството, да одговориш и на работата, да одговориш и на пријателите. Значи, буквално, како ти кажав, Октопод, со многу раци. Да, Да, некако тоа ми е најблису до дефиниција некоја да ти кажам. За успешна жена. Да, мултитаскинг, октоподче, секаде да имаш време, се стигнува. Со правилен распоред на времето, јас дека многу години функционирам со распоред. Да. Значи, секаде се постигнува. Значи, не ми трпи ниту социјалниот живот, ниту дома, ниту двете работи. Значи, буквално за се има време. За се има може, време. да. Е, Тоа, ако се сака. Да, како е во Гевгелија? Каква е дефиницијата во Гевгелија за успешна жена? Кога кажам, излезе мем, мислам дека беше од Круела Девил или не сум сигурна, ама пишуваше, нели, кога сакам да стигнам на работа, да водам као мини џоб бизнес, децата, сопругот, социјален живот и вака испиена, нели, цела сморена. Добра организација. Според мене, баш како октопод, за да може стигнеш сегде со добра организација и секако најбитно е навечер поддршката од своите. За мене. Да. Да се полниш со енергија. Да се полниш со тоа, сакам да прашам како ги распоредувате обврските дома? Дали важи тоа правило дека жената е, нели, домакинка дома, се е на жената оставено, а сопругот само е оди на работа и си доаѓа дома? Па веќе и кај нас не Не е. радува тоа, тоа е така, Веќе не, невозможно е. Значи невозможно е жената комплетно со себе да покрие дома. Да. Колку и да сакаш, колку и да се долги пипките на октоподот, тоа е невозможно. Затоа што пример мене едната работа ми е онлайн. Јас и дома кога ќе станам утрински, кога ќе си ставам еден сок или кафе, јас седнувам на компјутер и работам. Значи имам ефективни 3-4 сати. Комуникација, дигитален маркетинг, имам завршено нешто дополнително на Brainster, кај што имам социјални канали кај што ги водам, имам работа. И јас сум дадена на работата. Дури не приметувам дека работам од дома. Јас сум во моментот во друга канцеларија. Да. Така што ќе дое време и јабе чека, ја требаше да отидам до лаундрито, веќе време. И јабе леле и мене ручек никој не ми направи. Но сепак се си правиме баланс, си имате правиме баланс. Најчесто вечерите остануваат на сопругот, тој да ги прави дека тој си оди пред мене од работа. Има некој баланс, да функционира едно современо. На ќерката делегирам повеќе работи, така што тоа е. Мислам, не е тоа, види, не е тоа помош, ајде да не го Тоа заедничко. Тоа нека биде заедничко. Заедничко е. Децата не се само мои, Да, децата си на сопругот. Децата се нели здрави, прави, да можат и тие сами да направат нешто. Но да не биде ми помага со децата. Не, треба заеднички да ги гледаме. Децата се заеднички. Да го разбиеме тоа сваќање на нашите постари луѓе. Кај мене е исто, јас сум производител, продавач, контент райтер, маркетинг, веб страна моментално. Значи веб страна моментално се изработува. На веб страната што се изработува е оставено на мене. Среќа имам соработник од Струмица исто. Контент што ми пишува за веб страната, ама дополнително сепак контентот јас треба нели да го дадам, да го видам, да се консултираме, заедно слики да поставам, значи и сликам, имам канон
фотоапарат специјално, па ги обработувам Јас на си изнајмувам. Photoshop. И те ќе дојдам, ќе ти сликам јас. Може со работа. Така. Нема проблем, имаш време. После, значи, имам време. Договорено. Другата рака ќе... И имам за 3 други работи кај што си ангажиран сликар. Плюс, супер. Не се И откажа. знам дека од 7 часот, 8 спремам, 9 одам, пред 2 дена гледам часот 3. Леле, викам, а само сликах, објавих, значи многу работи направих кои што мене ми треба дополнително уште толку време за да... Да, ама имаш денови кога објавите не одат баш како што треба, нели? Да, не имаш да, некоја... да, две реченици, 2 сати. Да, додека Има, да, мислиш. дефинитивно. Види, тоа се тие стресови и предизвици во работата кои постојано ги зборуваме, но се надминуваат ако се сака и со желба за и упорност, а кажавме дека ние жените се имаме таа оддика, знаеме да бидеме упорни. И сега така со разговорот ми дојде и ново прашање. Ние знаеме да бидеме многу покреативни жените. Согласувате со тоа? Па да, Да. многу често гледаме во сопругот некои работи што ми изненадуваат искрено. Ајде сега, да не зборуваме само против нив. Навистина. Знае да ти биде добар советник. Па да, дека има завршено економски, од делот на маркетинг знае многу работи, 10 години работел со луѓе, се уште работи со луѓе и доста многу работи ги споделувам со него за да нели си дадем еден на друг совет за нештото. И визионелно знае што и како ете за веб страната, бидејќи работеле го правеле тоа, има некои идеи што стварно ми се надополнуваат. но во тој работите дел, да. рамо до рамо. Да, да. Не се поставува прашање кој да биде над ситуација Не, или во делот на работа, во овој дел поготово тој е многу свесен дека исто како ми беше желба ме поддржа максимално и сега заедно сме, па дури во изработка некои денови имам кнап, нели? Ќе го викнам да знае да помогне, ќе му кажам што да направи и ептен сме компатибилни во тој дел. Тоа е таа рамноправност и заедништво во семејството. Да. Па тие работи се пренесува и дома. Да не цени дека Да. и ние предонесуваме, нели? Во однос на финансискиот дел. Не значи дека ако тој носи повеќе пари треба да биде над сите нас, нели? И жената. Тоа да, ама баш тоа е тоа однесување. Ако децата го гледат тоа однесување во фамилијата, овие се генерации кои што веќе размислуваат поразлично. Не размислуваат дека жената треба да е дома. Прашаја ти твојата ќерка дали размислува дека таа треба да седи дома. Да. Дефинитивно не размислува, те Да, гледат да. тебе. Мојата ќерка ме гледа мене. За неа несфатливо таа да биде домакинка. Кога јас цел живот сум пример на млади луѓе кои и ги учам како сами да заработуваат. Мислам дека не знам што треба да се случи у животот. Мислам дека сте вие, но претпоставам дека има и многу други жени надвор кои се добар пример на своите ќерки, но и на својата околина дека жените знаат, можат и треба да бидат нели во бизнисот и да бидат рамо до рамо со машките, затоа што не сме помалку, исти сме. Исти сме, да. Сега не ти треба вкујно, цел живот ќе готвиш, цел живот ќе правиш нели храна, јадење за... Абе мајка ти ќе те тепа. Многу критикуваш. И јас Абе делегирај ручек нека ти прави соме дома. Никогаш не сум готвела добро и со дебитер веќе нели кога почнавме заедно живееме сега и тоа е делот кај што младите сите самостално се живеат, затоа ги делат обврските и веќе е многу Така е, Што е добро. Така што е. е многу подобро, да. Да. Ако не си направи сам ручек, а ти не си дома, Да. Ќе биде што гладен. ќе јаде? Ќе биде гладен. По тој до таа страна немам ни проблем. Реално не. Да. Кој би бил совет од вас за сите оние жени кои немаат храброст да започнат се уште со свој бизнис, да станат самостални и храбри жени како нас? Им фали се уште нешто. Кој би бил Прво мислам советот? дека треба да знаат што сакаат во животот, каде се гледаат пример после година 2-5. Да, сега во моментот, да, може децата им се мали и се вадат на моментот, абе ја имам деца за гледање и за готвење. Што правиме кога децата нема да се кај нив? Како ќе го исполнат нивниот живот тогаш? Или мажот е на работа, мажот е на работа, децата си тргнале кој на факултет, кој се омажил, се оженил и
жената останува дома сама. И да Што се ќе праша дали е срекна. Нема да биде среќна. Ти не можеш да бидеш 24 часа дома сам. На кого ќе чистиш? На кого ќе готвиш? Колку ќе чистиш? За тебе и за сопругот? Значи, мислам дека ќе треба да се запрашаат после неколку години како си го гледаат животот. Дали ќе бидат среќни, дали ќе бидат исполнети, како ќе им биде времето исполнето. И тоа е едно од работите кај што мислам дека на многу од жените треба да им светне ова ламбичката, дека нешто треба да направиш, нешто треба да смениш. И тоа никогаш не е доцна. Никогаш не е доцна. Еве, јас влегувам во нов бизнис на 43 години ќе направам. Да. Имам работа, заработувам. Работам плюс други работи, онлайн. Да. Ама Но зошто? нови идеи не. Зошто да не? Зошто да не? Сум пробала, сум размислувала, седев дома 2 години, само во дигиталниот свет. Ми фалеше моментот на движење. Мислев, еден проект направив, не беше успешен. Втор проект, ќе видиме како ќе биде. Останува уште како во мирување. Така, Еве третиот проект излезе успешен. И сум многу среќна со тој трет проект. Еве како што кажав, уште едно дете имам, Да. И тоа мислам така, дека да не се плашат, да излезат од таа комфортна зона која кажуваме нема што да се изгуби. Ако збориме за пари, парите се работа која што треба да ја уживаш. Ако не ја инвестираш, нема од каде да ја добиш. Да, ја тоа е истрошиш. најголемото прашање до последно. Јас се обидувам, знаеш, со колешки да си зборнам нешто од претходниот факултет. И ми како од каде пари? Ќе се снајдеме, значи Да. за било што е ќе се снајдеме, бидејќи јас сум веќе во тој свет 5 години и мене тоа не ме плаши. Нив се уште ги плаши. Тоест стравот го имаат, значи да го побијат стравот. Па тоа е комфортната зона, тоа е нема комфортна што зона е и стравот, да. Тоа е комфорт. Дали ќе успеам? Па И да не најчесто, успееш овде, да. ќе успееш во следниот бизнис. Колку можеш да изгубиш? Не мора да инвестираш бизнис со 100.000 евра, ќе инвестираш во бизнис со 10, помак, 20. така. На крајот на За денот, старт. една година, па добро, ќе се откажам од некои работи. Инвестирам во бизнисот, инвестирам во мојата иднина. И во себе. Да, и во себе. Во кој бизнис да влезеш, ти прво мораш да се едуцираш самиот. Мене ми е ова скроз непознат бизнис. Јас цел живот со бројки работам. Цел живот со луѓе работам. На сајм кога отидов. Сега Ново. ставам на маса и не знам што да правам едноставно. Значи се уште дуќа немав. Среќа па Димитар нели со мене оно делот на разговор со клиенти и продажба. Кажи вака, кажи така, представи се така, вака. Значи ми објаснува. Присутна и Прв пат на саем, да, не знам што да кажам за производите, знам многу, а не знам како тоа, нели, да се поставам, да го спакувам и да им го пренесам и како да им го привлечам вниманието. Јас веќе во Сити Мол одам скоро секоја година поред 4 години, по 2 пати сум била. Значи Димитар му викам, не ми треба. Јас веќе сама се снаоѓам, можам сама, знам како тоа на клиентите или на луѓето што поминуваат да им го пренесам и пиерот често знае да се пошели кај да те ставам, сега ти ќе се снајдеш, знаеш, и во подрум да те ставам, пак ќе те најдат, бидејќи треба и тој момент на енергија да им го привлечеш и вниманието и да им преговориш Но исто тоа и се тоа. учи. Тоа се учи, да. И само Да, треба да, да имаме убави идеи и да не се плашиме, да пробуваме нови работи. Да. Ама и да слушаме и да прашуваме, бидејќи многу често Не е срамно да прашуваш. Да, Многу има често некој кажеш, начин на суета и его, јас го гледам сега кај младите, имам мислам браточет, ме прашуваше, живее во Германија, ме прашуваше како, нели, за успешност во Германија нешто да носиме од производите. Сепак во делот кој што некој повозрасен како мене поминал низ тие чекори, му давам како совет, многу тешко знаат да ги примат. Често младите се плашат, дали се плашат или имаат некој дел на суета, мислат дека многу повеќе нели знаат и разбираат, па не е тоа така, ај ќе видиме, или во делот на што знам, се плашат дали ќе успеат. Така нека го почувствував, да. Но сите посетуваме, не знам, мотивациони говори, па гледаме на социјалните мрежи, секаде се кажува не е страшно да не успееш, страшно да или не е страшно да не знаеш нешто. 1, 2, 3 бизниси, еве третиот успеа. Да. Едната фирма уште ми стои регистрирана дека ми е таа партнерска фирма, не успеа бизнисот. Остана, ти кажав, продуциравме, да, значи стигнавме до последната фаза од бизнисот. На крајот не се поклопија коцките.
Тоа е, нема да зашто да се откажувам. Јас веќе имав други идеи. Ја имам во моментот уште за 5 бизнеси идеи. А планирам последното прашање да ме видиш што планирате за 5 години. Не. Уште со 5 нови бизнеси. Уште со 5 не. Не толку и јас. Уште со Не, 5 не, нови не. бизнеси. Не. Убаво е да се слушаат такви убави животни приказни, би кажала, за да ги мотивираме сите оние жени. Знам дека ги има во Струмица жени кои започнуваат и водат бизнис и затоа сакам да им дадам простор медиумски на сите тие жени, а оние кои се уште имаат некој страф, не знам, или сомнение или недоверба, еве, нека не гледаат нас малце, да ги поттикнеме, ако ништо друго да размислуваат на таа тема. Значи, едно од прашањата каде тие се гледаат после 5 или 10 години. Тоа мислам едно од прашањата кои што секој од нас треба да го размисли. И колку се сакаат, јас би кажала, колку се сакам самата себе. Прво Да ние, тебе, да се вложиш во самата себе, да се развиваш, да бидеш ти, нели, да се сакаш, за да можеш и другите да те сакат. Континуирано да учиш. Значи, училиштето и факултетот од пред 10 години во 90% од случаевите не важи. Ако не правиш апдейт редовно, не важи. Значи, времењата се менуваат. Еви ти оперираш и со социјални мрежи. Значи, едното научено, јас лани го завршив Brainster, пола од работите веќе не важат ако не правиш континуирано така, да бидеме во тек со времето. Значи нон-стоп учење, без разлика во кој да е сектор, во кој да е бизнес. Јас кај SMX исто академијата за контент и SEO. Ќе ви пратам фактура на сите тие кои ги спомнувам. За промоција. Таму се пратам фактура. Ова Струмица SMX сега. Уште поубаво. Така. Ги викнам на подкаст, затоа што и тоа е многу убава тема. Мислам дека битен момент е, посебно кај нас жените, недоволна едукација и непознавање на суштината на, не знам, на бизнисот, кај мене пријателки, па што ќе ти се SMX панели работиш со сапани? Да. Јас во моментот се велам зошто да се објаснувам кога нема да ме разберат. Да. Нека се едуцираат, нека работат на Јас се себе. скршив ногата, немаше што да правам по цел ден на компјутер, еве викам, ќе Исто, учам. пукнах нога. Исто јас уште од вториот ден на отварање на доќинот ја пукнав ногата и морав месец и пол да седам дома. Јас седев пол година. И прашање за крај, вие како успешни жени, кој стои за вас? За една успешна жена, кој стои? Прво сама себе. Пред мене Мојот само креативен ум, да. Сами. И па не сами секогаш. Сега моментално ме заменуваат од фамилијата некој што може да е. Сепак поддршката е битна. Сепак поддршката е битна. Кај мене за домашните работи може да ме сменат, во работата уште не може да ме сменат. Ау. Дефинитивно, да. Но и од општината, сметате ли дека имате поддршка? Да. Држава, општина, се грижат ли доволно за сите тие жени кои сакаат да бидат предприемачки и да дадат свој придонес во општеството? Па јас мислам дека да, има, многу често има и обуки, бесплатни сум била учесник на истите и делот за како рурална жена сум учествувала на тие настани, нели? Во делот за како грантови некои исто има за апликација, мислам дека за сега има поттик за тие работи. Да. Јас не можам да се пофалам од тој дел. Морам да кажам. Така, да. И покрај тоа што средствата со кои што работиме во пералната ние сме единствени застапници, а чекаме франшизата во јануари да ни ја дадат. Машините кои што се донесени од Европска унија исто се единствени машини внесени на нашиот пазар. Робот машината е единствена машина што ја внесовме од Италија на балканскиот простор. Фабриката работи само за извоз во Дубај. Значи, аплициравме за грант, не ни го одобрија и така што останаа работиве сите на наш грб, да ги истераме ние, ама тоа не беше причина за да ние не движиме понатаму. Рековме упорноста и желбата да се работи, Меѓутоа нека биде тоа апел и до сите тие надлежни институции и општини, да некако да направат нешто, да дадат малце помош, поттик за сите тие жени кои се амбициозни и сакат да придонесат. Со таа намера ние го правиме и нашиот подкаст.
Тој серијал во светот на жената, благодарност до општина Струмица која го поддржува ова и секогаш е тука за поддршка на жените. Јас се надевам дека ќе се видиме некој нареден период со нови ваши бизнис идеи и нови некои теми за разговор. Видов дека сега од овој подкаст може да извлечеме многу други теми за разговор, така да ќе имаме уште, се надевам дека ќе имаме уште некоја емисија понатаму во иднина. Ќе снимуваме и ќе се разговараме за сите ваши успеси. Фала ти. Ви благодарам. Благодарам, Ери. Поздрав за вас и гледаме наредната епизода.